Ивана, едва го чекаме секој пат да има свој јавен дискурс, а верувам дека тоа се тие баш негови во излагања прво што се убави подкрепени, бидејќи тоа е цела енциклопедија кога станува збор нели и за астрономијата. Така што прво ќе започнеме. Верувам дека и кај него тоа носи така една радост во душак, дека Граѓанско-научната космичка агенција, можеби прочитавте официјално, ја започнува иницијативата за основање на Национална астрономска обсерваторија во Македонија, како една стратешка научно-истражувачка и образовна инфраструктура од национално значење. Така што идејата за обсерваторија астрономска во Македонија има долга историја, барем ја кога помнам и со некои први мои чекори во студиото, така секој пат се говорело нали како идеја, бидејќи некаде во 61 година започнува изградба на астрофизичка обсерваторија на Зајчев Рид во Скопје, која била срушена за жал во земјотресот 63-та. Тоа не е една од темите со Ивана што ќе говориме со Радан. Меѓутоа, она што е најнова информација пред само некој ден е дека започнува изградбата на база на НАСА на месечината, која што верували не ќе чини интересни символични 30 милиарди долари. Планот на НАСА вели од 30 милиарди долари за изградба на база на месечината влегува веќе во сериозна фаза на имплементација. Вселенската агенција брзо развива начини за испорака на лендери, ровери, возила и друга опрема на самата површина на месечината за да се избегнат скапи одложувања. Така што за овој напор, за сите овие нови зафати кои што ќе се случуваат, ќе говориме со нашиот Радан Митровиќ од Скопското астрономско друштво. Секој пат со најголема радост да прифати да биде дел од нашата утринска тела и покрај тоа што некој пат ти причинува во овие часови да станеш наутро. Бидејќи ти работиш. Да, видите работиш ти и во доцни часови. Па да, јас имам такви некои си лоши обичаи да легнувам доцна, така да чекам да почне да се попадне на програма да ме се надевам може некој таж. И тогаш ќе те викаме, нема да бидеш изоставен. Многу позгодно. Да. Астрономијата од секогаш ја да речем зголемува и ја привлекува љубопитноста кај човекот, тоа е нашата природа и тоа е сосема нормално што е така. Особено сакаме во утринската да реализираме такви теми, на огромна област и секогаш имаме недовршени теми и недовршени прашања, ама па секогаш излегуваат и нови, кои што ни доаѓаат нели од светот или конкретно од НАСА, нови информации, веројатно малку побрзо за разлика од порано, во однос на тоа што се планира, па и тоа што е потранспарентно или се објавува за јавноста. Спомена Марко со што ќе почнеме прво, или локално, или она што е важно за кај нас, а потоа ќе продолжиме и за она кое што е нели важно за човештвото или конкретно најактуелно од НАСА. Граѓанско-научна космичка агенција, нешто што се вели во соопштението или во информациите, сме едни од ретките во светот што ја немаат. Ваква професионална астрономска обсерваторија. Да, за важноста од една страна и за неопходноста се разбира, но и зошто или што е тоа што представува проблем да не се реализира или не се основа кај нас нешто така? Најпросто кажано, тоа треба доста пари за тоа, што не можат поединци да го направите. Например, ние веќе доста имаме неколку поединци кои сами си направија своја опрема која кошта можда и неколку десетици илјади евра. Ние како друштво исто со години собравме нешто опрема, и со која може да се каже тежи толку пари, ама десетици илјади евра више не се пари. Особено за една таква област како што е астрономија. Така да, ако сакаме да имаме нешто, би требало држава. Тоа веќе настан кој тоа веќе не настан, тоа е веќе објект кој би требало да држава да го направи. И еве пред зошто би требало да имаме пред на 30 јуни има секоја година се организира така наречен Asteroid Day, денот на астероидот. Зошто е тој ден? Затоа што ете луѓе да бидат свесни дека ние живееме во една вселена каде што разни камчиња во вид на астероиди, комети ни идат околу глава и ете имаме среќа дека досега не погодиле. Барем не толку големи, имаме 2015 во Челјабинск не се случи нешто, ама тоа беше како едно добро будење да кажеме, окей, знаеме дека такво нешто може да не погоди и дека овој живот што сега знаеме може да биде многу полош. Сега, за да развиете една таква свест, треба еден такав објект. И сега имаше, рецимо, во Косово, каде што буквално една девојче со помош на ентузијазм и со помош на вогално со спонзори од Америка, но и со влада на Косово успеа да направи еден објект кој е доста репрезентативен и кој не мора да биде
да кажеме само да се сега тука ќе бидат професори само и така. Не. Говориме за обсерваторија веќе? Да, они имаат обсерваторија со нов фин телескоп, кој не мора да биде сега голем, може да се вклучи во научни проекти, има каде што би можело, меѓутоа би пример институти, да кажеме, во Македонија, каде за физика, за астрономија би можело да се вклучат со да обучуваат своји студенти, не мора да ги праќаме во Бугарија, во Србија, да вршат наблюдувања, туку ќе можат и тука да го прават тоа. Барем тие основни студенти веќе се учат како работи телескоп, како функционира целата работа, меѓутоа исто така и за јавноста би може да се организирате овакви настани. Еве сега во Косово се собрале преку 1000 луѓе, имаше многу убава акција, каде што има и дури лотарија, каде што се детски телескоп, се поклони на едно дете и така. Го прават интерактивно баш. Да, скоро 1000 луѓе дојдоа, а обсерваторија се наоѓа во едно село таму кај Штимни, душе можда не баш добро одбрана локација, али тоа баш така народна обсерваторија. Каде што и онда исто така како што ја сега девојче прочита вести, затоа што од како се вика за времето, зашто? Затоа што имаме метеоролошка станица. Така е. Не мораме сега да прашуваме Бугарија и Србија како ќе ни биде време во Скопје, кој ќе можеме да имаме своји луѓе кои ќе кажат своите, тие ќе се работуваат, тие ќе бидат дел. Меѓутоа затоа ни треба, за да имаме прво еден цивилизацијски објект, тоа е цивилизацијски објект како што порано требало да има пошта, па требало да има железничка станица, па требало да имало аеродром, сега е време, еве 21 век, скоро се приближуваме кон средината, веќе влеговме оние години кои се можеме да кажуваме на почеток на 21 век, туку на, како се вика, веќе во средината на 21 век. Добре дојдовте во него. Сите викаат, добре дојдовте во него. Сите викаат дека се пропуштени годините, зашто сме немале можеби, затоа што тоа не ограничува и во науката и во образованието и самите меѓународни истражувања и воопшто Македонија да биде дел од таа мапа на. Да, ви кажав, тоа е и научен, но пред се и едукативен центар. Треба такво нешто да се направи, значи да можат луѓе да дојдат, за жал повеќе немаме планетариум во Скопје веќе повеќе од година дена. Не знам зашто, не ме прашувајте. Има милион разлози. А баш ке прашавме. Еве, стварно не би, мислим, точен одговор не би знаел да ви кажам. Би сакал да го има, меѓутоа го нема. Меѓутоа оваков објект стварно треба. Да се направи, дури, еве, нека не биде толку врзан за наука, затоа што навистина мислим дека Македонија сега не би ни сакала, не би ни можела да направиме обсерваторија од 100, 200 или 300 милиона евра, мислим дека, ама мислим дека 3 до 5 милиона реално да се да држава добро опремена. Да, сосема да биде супер, каде што би се направили кадар кој ќе работи со неа, значи да се тоа не е проект, сега ќе направиме зграда, ќе купиме телескоп или не, тоа е долгорочен проект каде што ќе се луѓето ќе се обучат за тоа, ќе идат во разни центри, што ќе видат како тоа работи, па да си после утре дента, школа од Прилеп, од Битола, од Кичево, од Тетово има да дојде, да дојдат деца, да видат планетариум, сосема да луѓето кои се обучени за таа работа, ќе ни кажуваат за таа работа, што мислим дека тоа стварно треба. Сега идејата постои, Радан, меѓутоа колку е тешко сега до реализацијата за оваа иницијатива што ја прави? Патот не може да го поминеш ако не направиш прв чекор. Така да мислим дека е добар чекор. И добро е да се направи свесноста дека луѓе да знаат дека немаме таква работа и дека треба да се направи. Погласни малку да видат. Да. Само сме можеле да имаме уште 60-тите години на вистина. Јас сум бил во таа обсерваторија на Зајчево, мислим таа што се обидела, барем на прагот на таа обсерваторија. Мораме да го споменеме еден Паскал Свотиловски, како се вика професор. Јас за жал го немам запознаено. Тој човек се обидел да донесе телескоп и тој телескоп јас го имам. Можда и први сум го, да кажеме, со нашето сонско друштво. Интересно е приказано што тој успеал да добие телескоп како ратна репарација од Втора светска војна и тој телескоп како што бил донесен и планиран да биде поставен во да Зајчев. Како експонат? Не, како working телескоп. Тој бил сончев телескоп. Затоа прашав дали се уште може да се употребува. Може да гледате из него ако сакате. Имале прилика граѓани, неколку пати сме повикувале на факултетов.
Тој телескоп бил добиен како ратна репарација. Паскал Сотировски успел да почнал да гради обсерваторија на Зачев Рид, тој требало да биде како повише за Сончева обсерваторија. Меѓутоа се случило земјотрес, целата градба се срушила, приоритети не биле. Ја можам да разберем од тоа случај дека сигурно имало милион други објекти кои треба да се направат за неја обсерваторија, но ако веќе сме направени тие, ајде да направиме и ова, меѓутоа тоа не било направено. И тој телескоп седел во подрум. И јас се изненадив кога слушнав дека такво нешто постои. И предно 15 и повеќе години, мислиме повеќе, скоро 20 години, слушнавме со моите пријатели и буквално на раце многу тешка работа, може десетина луѓе, успеавме да го однесеме прво во Околу кај еден пријател, таму го монтиравме, имавме еден пех со него, па го поправивме тој пех и на крајот гледавме врз него. Одличен телескоп, стар додуше. Стварно мислим дека тој телескоп не би можел сега да се стави во било каква научна употреба, меѓутоа за наблюдување е одличен. Се уште се врши функцијата. И онда еден професор од како се вика од физика дојде го собра, си го стави горе на ПМФ на тераса и од време на време сега ето имавме мислим дека лани во оваа година во февруари бевме, имавме преку скоро 250-300 луѓе дојдоа да гледат, добри, низ наши, направихме на комбинација, низ наши телескопи и низ тој телескоп. Навистина тој телескоп дава еден посебен шмех. Ја месечина ми е прекрасна на него кој ќе гледам и особено двојни звезди, кои со него никош мислим подобро да се гледам. Почесна. Да, и сега ќе си речеме зашто тоа да не биде така достапно и да да имаме пример нешто такво. Ако треба да биде нека да биде на Зајчев Рид. Затоа што многу научници не е супер локација за обсерваторија. Ако сакаме да правиме обсерваторија, може да отидеме, не знам, Пелистер, може треба да се отиде на како се вика на други места кај што се потемни. И тоа исто треба прашање да се постави, но Скопје заслужува да има една национална обсерваторија каде што не само обсерваторија, каде што ќе биде и планетариум, и телескоп, и не еден телескоп, него да дојде пример да имате телескоп за тешко ќе ви донесете школу да кажеме во 10 сати навечер или 11 навечер да видат да гледат нешто. Тоа нема. Може да дојдат 8-9 да видат некоја планета, окей, тоа е можно. Но добар еден или два сончеви телескопи кои не се баш ефтини, ама Косово го има, додуше како донација од некој американец, ама не е тоа за држава, не знам, 10-15 илјади евра не е некоја пара да се купи, и да дојдат деца да видат сонце буквално во својата еруптивна фаза, да видат тие експлозии како се дешаваат на сонцето. Да видат сонце дека не е идеална бела топка тука или со некои дамки по него. Не, дуку да видат навистина сонце како врие at the moment. Навистина тоа вулканска ерупција од секој аспект. На некој начин, буквално гледате на рабовите од сонце, гледате како се вика како јазичиња од стварно би било тоа убаво да се види. Нормално ако е ден ведро, ако е вако како денеска се е убаво, може да видите. Да, ама ние им го должиме тоа на идниве генерации, но луѓе имаат потреба, верувајте ми. Знаете ли колку луѓе ми се јавуваат и денеска зашто не работи планетариумот? Јас стварно не можам да ви кажам зашто не работи. Ќе се обидеме да добиеме одговор на некој друг начин зашто не работи планетариумот, иако стварно тоа е една голема штета. Ако зборуваме за едукацијата, за и на најмладите пренесување на знаењето што од малено, за па гледаме колку интерес има и кај граѓаните и на самиот плоштад кога Радан се случува и наблюдувањето преку телескопот, имаме полна месечина и слично. Прашањето исто така во контекст на ова е и колкав ни е капацитетот во однос на кадарот, го споминавме кадарот. Кадарот токму поради непостоење на ваква обсерваторија, поголем дел за кадар создавање е пропуштен. И сега ние имаме некој постоечки кадар, но колку е тој доволен? Ние кога сакаме да реализираме тема ваква, од областта на астрономијата, прво нешто е прв човек кој што не само што ни текнува тука е достапен и соодветен да зборува на темата е Радан Митровиќ и не само во Телма, генерално во државава. Значи, кои се луѓето кои што би работеле, колку ги има и колкав ни е нас капацитетот тоа да го реализираме со кадар? Кадар е исто нешто што се произведува, значи држава ќе каже, окей, ние ќе имаме тројца, петорица, десеторица на тој платен список, кои ќе седнат и ќе работат. И верувате, луѓе ќе има кои ќе дојдат до тоа да го работат. Сигурен сум дека не сме сите родени да бидеме IT инженери со 5000 евра или 3000 евра плата
Има луѓе кои ќе бидат сосема задоволни ако има негде 700, 800, 1000 евра, 1500 евра плата која би работел таа работа. Па да не се лажеме, и професори имаме и по математика и по физика кои работат за помалку од 1000 евра во оваа држава. Па за истата плата, ја верувам дека некој би седел и во планетариум и би држал предавање. Нормално е, тоа треба да се одржува, значи самата, како се вика, држава треба да има, како и за секоја агенција, што има интерес, мора да има интерес и за ова. Треба да се продуцира тој кадар, значи. Мора да има приоритет. Не е нешто што се прави преку ноќ, но не е нешто што се прави со децении. Сигурно сум дека со помалку од деценија може да направи. Исто вие сега, ние денеска правиме проект за првната обсерваторија. Ајде да дојдеме до камен темелник. Додека се прави камен темелник, ќе се прави и ова. Па ќе се прави, значи целото тоа, во проект е направено да луѓе треба да се школуваат, треба да се работат. Се мислим дека тоа е обуфатено. Јас сум 100% убеден дека многу научници своите кариери ги има започнато од мали обсерватории. Па сигурно. Тоа ќе биде апсолутно добра подлога и поддршка за некои идни астрофизичари кои што ќе бидат во оваа област, токму оваа обсерваторија која што можеби нели Одма да разбиеме еден мит кој многу луѓе не го знаат. Вообичаено луѓето што работат по институции за физика не ни гледаат телескоп додека, како се вика, они имаат задача да направат истражување на некаков си објект во Вселена, така? Дали тоа била астероид, дали тоа била некоја небула, галаксија, што и да е. И они знаат координатите на таа галаксија и кажуваат на некој техничар во некоја си обсерваторија која никош не ја видел во животот тој научник. Он нормално знае дека таа обсерваторија постои, но кажува на тој таму Петковски на таа планина таму на Карибите или на Хаваите или во Чиле на планина, он кажува ми треба тоа, не кажува астроном, него тоа обично работат тим астрономи кои аплицираат за времето на таа обсерваторија и он ми кажува окей, имате во август 3 дена за таа галаксија и вие ќе се чувате 3 дена имате за таа галаксија, вие да се чувате. Си го ставате во календар. Тоа работат обично тимови, не работат и Разар Мицевич како астроном, па он ќе сега да се не, тоа јас сум дел од некој научен тим, тој научен тим аплицира и они после тие податоци ги добиваат и ги обработуваат како тим и после како таков тим излегуваат со научна работа. Тоа така функционира. Значи астроном, како астроном што работи, сигурно не земал телескоп или да отиде на некоја планина, па он да го врти телескоп. Не, тоа го работат техничари. Они им дават после, ево ти слика од галаксија, ево ти спектар од галаксија, ево ти фотометриски мерења од галаксија. И они обично не добиваат слики, они добиваат буквално бројки и табели. И од тие бројки и табели добиваат некакви си заклучоци кои после ги изучуваат и ги добиваме како научна работа. И onda знаеме дека некоја галаксија има такви особини, дека се од нас оддалечува или се приближува, дека има супернова во неја или нема супернова во неја, така. Така да за тоа служат обсерваториите. Така ти ако реално ако гледаш, нас не ни треба да ќе се уклучиш во некој тим, тој тим ќе се ама сепак држава без обсерваторија, малку ми е. Ние сме едни од ретките, прости Иванче, на Балканот. Да, мислам дека само Албанија и Црна Гора не. Значи, ние сме во таа категорија со Албанија и Црна Гора. Да. Немаме обсерваторија, ама Скопското астрономско друштво се труди на некој начин, ете тоа кое што го зборуваме сега, да го... Еден од нашите членови е длабоко, да кажеме, вмешан заедно со таа ГНК. Во тој проект, мислам, ако не и можда единствен кој го ја бутка цела работа. Така да. Но исто активностите кои што ги има Скопското астрономско друштво во смисла на курсевите кои што ги имате, а исто така и сега кога имавме интересни небесни феномени и што е спектакл за сите кои сакаат да видат планетарни порамнувања, нели имавме различни месечини полни во кој период како се појавува. Имавте наблюдување од Скопско кале. Такви настани. Сега ќе кажем, ние направивме условно речено, ајде да кажеме мобилна обсерваторија, да кажеме. Ги ставивме телескопите на кале. Но вистина, ако сакате на запад да наблюдувате нешто кале за таа работа ви е одлично. И дојдоа преку 300 луѓе. Да. Дојдоа преку 300 луѓе со мали деца, жива радост. Значи настан не пречисти тлосното загадување тука? Како? Таму нема толку. Загадување нема? За планети месечини нема проблем. Тие се доволно јак. И пример тоа што гледаше и Меркур, да речеме. И онда кога им кажеш на луѓе, многу малку луѓе имаат, може да се пофал да кажат, ја го имам видено Меркур со своје око. На интернет може да го видите одма, за колку? За 5 секунди. Ало, хеј Google, дај ми слика од Меркур, тук, еве ти е слика од Меркур. Значи толку. Ама тоа не е исто.
Јас можам да видам, дај ми слика од Скарлет Јохансон, ама многу би сакал да видим живо. Да, не фасцинантно е на пример од Скопското астрономско друштво, не само така собирањето или организирањето, туку исто така и Hey Google. Hey Google, Scarlett Johansson is here. Да. Пак ќе си каже. Да, и сликите, фотографиите кои што се достапни, а кои ги прават оние кои се навистина ентузијасти, членови од Скопското астрономско друштво, кои што ги имаат таа професионална опрема за да може да се забележи, да речеме, Аматерска опрема. Не, далеко сме ние професионални. Ама сега добро професионално во однос на тоа што имаме било кој друг од нас. За да можеме да сликаме одредена планета. Ајде. Да, за такви фотографии. Тежи милиони, ние сме ајде илјадици. Зборувам за индивидуалци, значи за оние кои што ги фотографираат, за такви фотографии, кои што можеме да ги видиме на некој начин, нели? Или планетите, или Сонцето, или месечината и така натака. Во контекст на таквите активности или за нешто кое што е амбиција на Скопското астрономско друштво, колку пак вие како друштво ја имате поддршка, тебе да кажам, не знам, дали од државата, како да го формулирам прашањево, доста амбиции и планови и организација и достапно за оние кои што сакаат да изучат, но и тука треба да се има одредена поддршка. Па, сега не можам ни да се жалам, не можам ни да се фалам, ама еве, ово е еден од начини да се покаже држава, да речеме, да видиме. Сега ово е да кажеме, сега едно барање до државата, да ни обрне внимание и да на граѓаните овозможи со помош на нашиот труд да ни овозможи да имаме еден такав објект. Сега, тоа исто како на вид, да си добил на лото, па чекай, барем му плати го тикетот. Значи, така да и ние не сме нешто ажурни кај државата да ја влечеме за листава и да кажеме... Меѓутоа стануваме приоритет за обсерваторијата? Да. Баш ова е баш добар еден начин да кажеме на државата, навистина треба да ни обрнете внимание, навистина не сме многу скапи, и дај на овие луѓе во оваа држава да не мора да идат во странство за да видат месечина. Еве јас навистина така ме однесе животен пат, па не сум со телескоп на поштад и гледам колку на луѓето им требат, луѓе ме прашуваат, дали си во среда на поштад, тогаш сакам да ги донесем децата. Замисли што би се случило, каква експанзија кога ја имаш обсерваторијата? Јас не сум ни знаел дека сум станал туристички лендмарк на градот Скопје, мислим. Не, стварно, колку пати ќе дојдат овие што се сега нели инфлуенсери, како сакате наречуваме, кои ќе видат на телескоп на поштад, па ја вика не сум го видел ова нигде. И онда ме стават на тие, нели? Ти си туристичка атракција, тоа можеш да го... Да, ми се чува неколку пати да ми се јават, јас сум од Холандија, ќе доаѓам во Скопје, слушнав дека имате телескоп на поштад, дали ќе бидете у тој период на поштад? Да. Сега ти треба да го објасниш дека да, таму сме, ама кога е ведро небо, сега ако ни дојдеш и кога врнеш, не сме таму. Сега, ама ете, гледате колку значи буквално некоја си моја ентузијастичка работа доведува и тоа е само една капка од вода, а луѓето се жедни, сакаат. Значи ако им даеш, јас имам таму, јас можам да отидем таму, па таа обсерваторија ќе си има вработени кои ќе има, не мора вие сега да чекате Скопско астрономско друштво и параматери дали се слободни, дали не се, дали слободни или не. Таму ќе си има луѓе или човек ќе има кој ќе каже, дојдете, ќе си има програма која ќе биде објавена, па дојдете да видите Марс, дојдете да видите ова, дојдете на планетариумска представа, денеска и облачно дожд. Гледате слики, државата ќе да некој пара да се купит, некој си неколку метеори. Девојчево стварно од Косово направи шоу, има цела палета на метеорити, да видите какво тие селенски камчиња што ги собрала долу. Неколку десетици илјади да се донесат камчиња, да човек, да дете може да дојде да го држи да држи селенска карпа да држи во рака. Ја ги имам дома, зашто мој пријател Борче успеа да ми го донесе од Америка, кога бил да го купи во Америка, да ми го донесе. Тоа треба да ми го донесеш. Инаку кога станува збор за локацијата, би се задржала да речеме здравје Боже, да останеме прагматични визионери, Зајчев рит можеби или некоја друга локација? Тоа би било згодно за градска обсерваторија, за национална, каде што би било згодно сите да дојдат. Мислим дека не би било згодно сега ние да ставиме обсерваторија, може да биде и дводелна. Да кажеме тука да биде градска, а да се друга да биде, другиот дел да биде негде на планина, каде што таму ќе се биде, таму не мора ни да бидат луѓе, таму денеска се обсерватории прават и со далечинско. Вие само опремите целото,
Ќе има техничар кој ќе доаѓа, ќе поправа таму како треба нешто недосно, вие ќе седите како професор или сте истражувач, ќе си седите во вашата спална соба, отворите лаптоп, отвори обсерваторија, тоа ќе се отвори. Тоа денеска го имат приватници. Значи, јас знам човекот во Словенија, мој пријател, си имал своја викендица, си има своја обсерваторија и он ми кажуваше буквално, не знам, патувал у Конго беше или Австралија. Аха, видел, има камера, си гледа, има небо, аха, види дека му е дамо ведро, отвора обсерваторија, сакам да сликам таа и таа галаксија. Привилегиран човек. Да, човек, тоа значи преводно, тоа тежи неколку десетици илјади евра. Само ако ние би сакале да правиме нешто малце поред за институтот. Зашто да не? Еден дел нека биде на планина, еден дел нека си биде за граѓаните, да може да прави. За мене би било тоа многу добро. Па ако треба нека може да се преговара дури да биде во состав на некој пример МКЦ, кој што веќе има планетариум, да го обновиме. Тука да се најдат начини како да се стават обсерватории, нормално да се бидат посебен дел кој што ќе биде планетариум со обсерваторија, тоа би било и тоа дури може да се направи. Мада би за ваква работа секако сепак нешто дури онај дел како се вика поред музеј на народна уметност би тука ако може го помисли како музејната уметност, на современо, да, современо уметност, така да. Тоа и тоа било. На тоа да се надеваме, иако ќе речеме зборуваме за оваа иницијатива која што има многу показатели колку е неопходна, а истовремено немаме планетариум, односно оно што го имавме, го немаме или не работи. Тоа е еврејска кајца, да Бог да имаш па да немаш. Да, и да всушност нешто што е основно го немаме за жал, но ете веројатно со ова ако нели профункционира или се раздвижи кон реализација, да се надеваме дека и тоа ќе профункционира. Рековме имаме уште неколку важни теми во однос на сите новитети кои што доаѓаат или новите информации кои што ги дава НАСА. Доста актуелно Артемис мисијата за која што зборувавме во минатото гостување Радан и сега откако се случи тоа, ми се чини уште не стивнуваат сите тие коментари што, како, кои се плановите на НАСА за војнина. НАСА не е толку таинствена во последно време или да речеме по-брзо се случуваат овие работи или пак е по-транспарентна. Како и да е, информацијата е дека започнува изградбата на базата на НАСА на месечината, проект кој што е вреден $30 милиарди, како што нели претходно спомена Марче, и дека своите први жители ќе ги очекува до 2028 или така се прогнозите, најавите, нешто што... Кој е твоето мислење прво? Јас би сакал тоа што кажи утре да се случи, меѓутоа не сум баш оптимиста, особено како што се случи оваа експлозија на ракетата на Джеф Безос. Мислам дека малце работи да се поставени на погрешна насока, од која смисла, затоа што тоа се огромни проекти, ни едно патишта, ни една пруга не е направена без да тоа биде државен проект. Големи проекти. Така да ни една инфраструктура не е направена без голема инфраструктура без да тоа биде државна. Така да и вакви големи проекти обично се прават од големи држави и ние слетавме на месечина благодарејќи додуше на една вселенска трка помеѓу тогаш Советски Сојуз и Америка. Затоа што тоа бил државен проект и атомска бомба е направена за да го тепаме Хитлер и јапонците. Мислим, буквално било ќе не биде или нема да не биде. Таа намера, така. Така да во оваа трка се додека Америка не реши да тоа биде незин приоритет, тоа нема случи. Они сега имаат проект кој за мене баш не е нешто што е така лесно остварливо, од која причина затоа што оставиле, окей, ние ќе ви даеме база, а вие двајца приватници ќе ни даете, како се вика, леталото за кој ќе слетаме на месечина, а ние буквално немаме ни прва буква тоа. Значи немаме ни обиди да слетаме. Тек за 2028 се предвидува да се пратат некои летала кои ќе ни покажат како би можеле да слетаме на месечина, ама не да спратиме луѓе. Далеко сме ние уште тоа. Дај Боже ние до 2030 година да го направиме тоа. Се додека е Трамп во Белата куќа, тоа нема да се случи. Тој човек е посветен само на собствено богатење, а нема врска со ова. Сега погледате само пример. 60-тите години кога американците решиле да идеме на месечина,
дале скоро 4,5% од буџетот на Америка бил даден на НАСА за да спушта човек на месечина. 4,5%. Ние денеска имаме помалку од пола процент на НАСА, дури тој го скратија. Значи, дури тој го скратија за сите мисии на НАСА, значи, вклучувајќи ја и месечината. А денеска имаме летала на Марс, имаме сега треба да пратиме некои нови телескопи и така натаму. Сето тоа, оној момент, кога НАСА јавно ќе објави 30 милиарди, не е ништо. 30 милиарди за слетување на месечи во делишни услови, ја мислим дека испод 100 или може 150 милиарди не смееме и да почнеме да зборуваме за слетување на месечина и да даеме на вистински на луѓе кои се компетентни за таа работа. Мислим дека Джеф Безос и Илон Маск не се тие кои ќе не спуштат на месечина, на вистина повеќе, особено за приватници, затоа што мислим дека тие имаат, денеска имаме, како што имавме тогаш Советски сојуз и Америка битка во Вселена, сега имаме Джеф Безос и Илон Маск, сега приватници се, ама тие не се трепат за да слетат на месечина, бар не се уште. Тука е војна за ниска орбита, така наречена, каде ќе постуваат сателити и од кај што ќе може да напатуваат, утре ние, како што идеме сега во нашите фирми кои ни дават провайдери за мобилни телефони, веројатно утре ќе решаваме дали ќе бидеме кај Джеф Безос или кај овој. Или некои си подфирми ни задувачи ќе доаѓаат тука и ќе ни напатуваат за тие селенски летала. Така да тоа се и за тие дата центри се исто сега многу збори, дека дали тие може да се праќаат горе, мада и тоа е исто. Ја би сакал да поло тоа што го кажува Илон Маск е вистина, ако слушајќи го него ние до година требаше да ги пуштиме луѓе на Марс. Тешко. Он на вистина иде напред, ама тие чекори се многу скапи, многу тешки. Дали тоа ќе го направи, ќе видиме. Има некои работи кои стојат позади него, има некои работи кои ги направил, ама некои работи кои ги кажал се уште далеко од вистината. И јас би се радувал да таа 28 да ние почнеме барем да спуштаме леталата, значи не луѓе, кои ќе бидат, знаеме дека вака бе сигурно, дека вака може да пуштиме луѓе, исто тие да се вратат горе, назад, исто така. Така да, тоа е приоритет. Не е исто да вие пуштите робот, па нека биде тој 100 милиона евра или долари, и тој да се збуца на месечина, да се скрши, и да тоа да ги кажеме, имаме двојца или тројца, тоа веќе не е исто, приказна би била сосема поинака. А инаку Радан неве што вели НАСА. Прва фаза, вклучувајќи планови за пренамена на 3 претходно договорени мисии, во мисии конкретно поврзани со лунарна база, па потоа агенцијата исто така би доделила дополнителни договори во вредност повеќе од 1 милиарда. Сега кога ги избориш овие 100-150, ова е ништо, меѓутоа во мај за изградба на возила за лунарни ровери прво и распоредување дронови за да помогнат во мапирање на локацијата на базата каде што ќе се гради на самата месечина, и веќе втората и трета кои вклучуваат планови за изграда на првите модули под притисок били на живење на месечината и инсталирање генератори на енергија кои што ја представуваат визијата на НАСА за продолжување на изградба на базата до 2030-та. Крајна цел вели таа е астронаутите да живеат и работат во полусончеви насолби. Тие целта да не бидеме само таму на 1 или 10 дена. Него да таму луѓе на вистина идат и да почнат да прават база. Почнеме да научиме да живееме на еден друг свет. Значи ние сме биле научиле како сме од овде кога излеземе од Европа па да живееме на други континенти, како што се Америка и Австралија. Не било лесно. Траело со векови, но денеска што имаме. Така да може да трае можда не со векови, може да трае со милениуми, ама ќе имаме ни нови светови. Цел еден нов свет, месечина цел еден, па после тоа ќе имаме Марс, па после тоа ќе имаме нешто трето и така натаму. Тоа е целта, да излеземе од овдека и да научиме да живееме на тие светови. Мислиш ќе видиме ние сведоци и генерација која што ќе ги дочека изградбата на базата Марс? За месечина сум оптимиста дека ќе доживеам и па може и дури Марс, а за понатаму тешко. Не е лесно, навистина е скапо и тешко, треба да се многу жртвува, луѓе што ќе идат на Марс, мислим дека се буквално жртвуваат свој живот да идат таму. Сериозно има подписници кои што тоа би го направиле веднаш? Сигурен сум, да. Гледаш овде.
Гледаш еден, да. Така, па знаеш ли што би значило да отидеш на Марс? Да видиш цел еден нов свет со своји очи. Тоа исто како да го прашаш речиме папа дали би отишол да го види Исус Христ. Но никој пат се прашувам дали силната радијација која што се случува до патот на месечината и слично, ризиците еве и за месечината, што би значило тоа изгледа и во полусончеви да речеме нели како што споменав населби, како би изгледало да речеме еден модерен Homo sapiens си постави Homo sapiens е многу чувствително растение. Ама само да кажем, тешко е за вселенски патувања. Навистина, иако е се си половина век и повеќе сме во Вселена, навистина ние се уште учиме и знаеме со какви проблеми се среќаваме. Сега еден многу банален пример. Ние сме научени тука, нели, немате научари, сега седите и али кој ќе отидеш во Вселена, више нема горе и доле и вашиот крвоток е збунет. И ви почнете цели да се вака да оттекнувате и вашите очи оттекнувате, и еден пат мора горе да имате научари. Значи, тоа не сме го знаеле док не сме отишли горе. Тоа е бенигнен пример, научар, че носиш го на работа. После сме научиле, нашето срце, за да ви пумпа крв, пошто имаме гравитација, имаме тоа горе-доле, мора да пумпа силно, да пумпа за да може крвот нозе да ви ги врати горе, така, нели, целото крвото да функционира. И од еден пат и горе нема горе-доле, нема гравитација, срцето си се уленило и почнува, и тоа него, како се вика, мрзливоста, почнува срцето да ви атрофира. Како би срцето да ти атрофира, да немаш мускули да почнат да ти умират у срцето, мислим. И онда што ги, не, сега секој астронаут што ќе иде горе, 2 сата мора да вежба и да трча, да биде силно напорен, за да може тоа да си. И милион други физиолошки работи знаеме да имаме проблем. Ние сме текст стапнале таму и ние мора да знаеме дека таа територија што ја освојуваме за нас не само нова, дека може да не уби у секунда, може да ги убие тие астронаути таму. Нешто ако се деси, отиде, мора да се враќа однад доле. Така да, многу е потешко од тоа што сме отишле во Америка, па сме отишле во Австралија, имало и таму имало жртви, умирале луѓе од разни болести, од разни домороци што ги убивале со право или без право, небитно. Но сме научиле. Ни требале векови. И еве, 250 години еве слави оној ден Америка роден ден, од една нели територија која била непозната, имаме територија која денеска го држи светот, нели? Сега замислите, ние освоиме Марс, освоиме месечина, таму имат луѓе кои живеат 100, 200, 300 години, направат технологија, имат овона, пример им, замисли, Марс прави најдобри компјутери свет и Марс има најдобри, да речеме, здравствени центри. Имаш овдека рак, ако сакаш да се излечиш, можеш да идеш на Марс, таму ќе те стават на некаква си компјутер, некаков скенер, ќе ти скенират и утре ти немаш рак. Мало се го банализирам, да не разбираш. Ама одеднаш се станува сила во здравството, нели не е војна сила, ама секој политичар што ќе сака да се излечи, ќе мора да иде горе, а за да отидеш горе, мора да отидеш да бараш виза, па дали исто како ние што идеме на оној рид, таму да бараме виза, дали ќе ме пушти да идам да гледам утакмица, нели? Во Америка, сето тоа може да биде мултиплицирано со и одеднаш таа да биде и дури може и војна сила, може да ќе пронајдат некој силасет чуден кој што ќе може да нели со кој. Ма сега не банализира. И сега ако ги продолжиме ние вакаите нели овие размислувања или секој со од свој аспект како размислува или гледа на работите, може да си помислиме дека може па и ќе сретнеме некој кој што и нема така лесно да ни дозволи тоа да го направиме, пошто вака зборувајќи е како од позиција дека човекот не освен на планетата Земја може да прави ако сака и кога ќе може и технолошки што сака и на месечината и на Марс, ама ако гледаме малку пошироко, веројатно можеби и не е баш така, нели, од тој аспект, ако има нешто што не знаеме, така, многу работи не знаеме очигледно. Па добро, сега јас ви кажав, јас сум прв тој што сака да ги види тие, да дојдат од таму. Дури ја би сакал, ако нешто би сакал да се случи во мој живот, тоа е да откриеме барем некако си живот на нешто не е на нашата планета и тоа би било ударна вест, сигурно не би тоа. Ова го споменувам зошто? Заради тоа што во една година имаме 2 филма кои ја привлекоа светската филмска јавност или публика. И првиот беше Project Hail Mary, а вториот нели на Спилберг, Ден на разоткривање. Ден на разоткривање. 2 филма во ова 2026 во која што, меѓу другото, и американскиот претседател Трамп го продолжи она кое што го започна Обама, поточно изјавата дека ќе се откријат тие тајни податоци за неидентификувани летачки објекти. Трамп или американската влада и таа тајна служба
нешто објави, зашто Пентагон откри нови детали. Зашто повторно како што и претходно оф рекорд или позади камерите зборувавме дека и не е нешто кое што не сме го виделе или не. Па тоа беше само еден обид да барем за неколку дена да се заслушкат тие Епстинови документи. Меѓутоа, навистина, неуспешно. Знаете, тоа е преголема работа за да може да скриете. Не можете вие да скриете дека сте 9 месеци трудни да шетате со мини сукне и со увлечен стомак, да имате како да се излега од теретана. Тоа таква работа е невозможна. Мислим, да не се лажеме, мислим, преголема работа за може да скриете. За да се скрие тајната. Поготово денеска ви кажав, јас сега ќе излезам со телескоп и снимам небото и го гледам и ово тоа да не може да се регистрира. А такви како нас има на десетици илјади низ цел свет, може и стотици, кои го работат тоа. Така да, да не збориме за професионални обсерватории како што е Вера Рубин, сега што го почна да работи, која го скенира цело небо за 3 ноќи цело небо, кој треба да направи за 10 години цел еден филм за што се случува на небо, кој што открива десетици илјади објекти, речиси секој ден. Не знаеме што гледам, мислим знаеме, ама треба да ги конкретно да ги дефинираме што е што. Ама ја би навистина сакал да се случи тоа. Ја ви кажав прошли пат кога бев, јас сум се повеќе присталица дека некој мора да биде прв во Вселена и дека може би сме ние тие. И дека тоа за мене многу поважно и поголема одговорноста и за нас самите. Ние сме тие што ќе и нашите потомци ќе бидат тие што ќе скокат од другите места по галаксијата и ќе сејат животот. Тој мора, тоа е многу битно. Тој животот нема да биде ист како што го знаеме ние. Дури и тие суштества што ќе одат таму може нема да бидат нешто што би ние познавале како што би го признале како човек. Може тоа да биде некоја комбинација помеѓу човек и уред, затоа што многу човек е тешко да живее во Вселена и особено за патувања поголеми дестинации, од десетлетија или векови или можда и милениуми кога треба да го пратите на таму. Што ќе кажеш сега 1000 години е многу, за нашиот живот е тоа навистина многу. Ние живееме помалку 100 години, ама ајде да го закружиме на 100 години. За нешто да пратиш некоја ракета која за 1000 години ќе дојде до некој друг свет, па тој свет да го населиме со такво нешто. И сега тоа е невозможно, нели? Ама ако пратиш луѓе, но ако пратиме машина која ќе не испринта таму, или некои си наши клетки кои ќе бидат оплодени, нели, па таму ќе бидат некоја вешачка матка ќе, па тој ќе го насели тој свет, па тие таму ќе скокнат на некој друг свет, и онда за помалку 10 милиони години е проценето дека можеме скоро цела галаксија да населиме така скокајќи од една до друга, затоа што 10 милиони е 10.000 пати повеќе од 1000 години. Така да кад погледате така тие бројки 10 милиони години не е ништо. Мислам во споредба на животот, нели што го гледа. Така да од таа страна многу е поверојатно да се сретнеме овдека на земја со некои наши потомци кои отишле од друг свет, па тие дошле тука, па или ние сме отишле таму, па сме се сретнале негде. И тоа е за навистина голема одговорност дали ние можеме да издржиме како Homo sapiens да населиме цела оваа наша галаксија и да обстанеме никако како врста, што е многу тешко, многу тешко и многу малку и веројатно, затоа што има тој фактор каде што дали вие би можеле да замислите да сега имате нели iPhone 17 нели најнов, така, сега ќе излезе iPhone 17. Некој сега да ви каже, ќе ви даеме iPhone 30, ама во наредни 200 години нема да имате подобри телефони. Тоа е за луѓето неприфатливо. Значи, технологија мора да се развива, луѓето мора да се развиваат. Прашање дали при тој развој нема да се изгубиме сами себе си. Да, суштински, да. Тоа е и технолошки, и нели и психолошки како год. И дали и навистина не е ни трагедија ако Homo sapiens го снема, ако позади нас остане нешто што дава некој нов квалитет, исто како што не е трагедија што ги снемало диносаури, затоа што нели ние сме тој подобар квалитет. Може некој ќе спори ова. Порафинираниот. Не е баш продиносаурска изјава. Меѓутоа, навистина, ние сме малце агресивна раса, тоа е точно, дека малце симптоматично дека само Homo sapiens обстанал како единствена интелигентна врста на технолошки интелигентна врста на планета. Има и други интелигентни, но ние сме единствени со технологијата. Навистина,
А имало. Не дека немало, имало нели и неандерталци, имало и овие денисијанци што биле таму, сето тоа не се биле, ама чудна работа како што почнал Homo sapiens да тие ги снемало, некој баш кажува ги снемало затоа што сме ги изеле. Лошо звучи, ама историскиот да, сакам сега да прашам уште нешто со Ивана, едно ми остана како лајско прашање. А може би Вселената не чека, ама мора да почека да прво да си ги средиме работите дома, да види да научиме дека Вселената не е ресурс, дека Вселената не е ресурс и дека не мораме да идеме да војуваме заради неа, дека туку да Вселената ни е дестинација на која ние треба да дојдеме и да ја обогатиме со нашето присуство. Ето толку можам да кажам. А не да идеме горе за да освојуваме Марс, за да освојуваме Месечина, за да бидеме појако од овој или од оној. А оставивме недовршена домашна задача овде, и тоа баги. Околу ресурсите, тоа сакам да те прашам пред да одиме само со она што ни е тема исто, НАСА пронајде нови докази за минатото на Марс. Ми останат како недокажано тоа. НАСА планирани ли голем дел од ресурсите за месечината и базата, вода, кислород, па дури дел од горивото да се добива директно од самата месечина? Дали тоа е изводливо? Ме интересира вака најлаички и со оглед на тоа дека месечевиот ден трае околу 14 земјени, така ќе му дојде? Денови, потоа следуваат уште 14 дена ноќ, чисто како информација, при што температурите знаат да варираат, како ти кажа, од плюс 120 до минус 170 степени. Како е воопшто човек да преживее во такви услови и дали возможно да се користат ресурси кои што ќе произведуваат H2O, односно кислород, вода и гориво? За секој потврд е многу важна енергија. А како ќе добиете таа енергија? Еден дел може да добиете кога е сонце таму, кога е сончев ден, и таму нема да имате никакви проблеми, немате атмосфера, немате. Додека имаш сонце, произведува струја, немаш проблем. Кога немаш сонце, мораш да идеш на нуклеарна. И овие ние знаеме дека веќе имаме нуклеарки во Вселена, во смисла да се тие двата ровери на Марс не работат, Perseverance и как се вика и Curiosity работат на плутониумски таблетки кои произведуваат топлина која после се регенерира во како се вика во електрична енергија, но тоа се мали. Има проекти каде што може да се направи поголеми и дури тогаш кога ќе добиете тие, може да добиете доволно енергија за да ви обстојува сите тие процеси што ги сакате. Еден од процесите е и разложување на пример, вообичаено ние газиме почвата, земја што ја газиме, таа е силициум оксид. Што ми имате оксид, тоа е кислород. Ние го викаме кварц, песок се случаме на кварц, на песокот, тоа е оксид. Значи ние може да добиеме, како се вика, тој дел од кислородниот дел. А уште подобро, ние зашто ги праќаме сега луѓето на месечини, што сакаме да ги праќаме, затоа што знаеме дека од тие кратерите, особено на јужен и на северен пол, каде што се забележува, затоа што тие се во сенка, значи постојана сенка се и таму кај што е сенка, кај што е минус, таа вода што била таму се замрзнала и ние можеме тој мраз фајчки да го земеме, да го ставиме во некој си реактор, од него да произведеме кислород и водород. А што е кислород и водород? Ете го ракетно гориво со кој ги пратиме луѓе на месечен. Тоа е тоа. Значи, од една страна ќе имаме луѓе, ќе можеме да им даваме на луѓе вода, да може да си имат своите физиолошки потреби за се што им треба. Ќе имаме ракетно гориво со кое можеме да ги праќаме горе и доле, да лево десно и ќе може да си обстојуваме некои процеси за производство на нешто. Ние веќе имаме пред неколку, мислам дека тоа го направи овој, како се викаше, Perseverance на Марс, он прати една буквално таква една коцка, отприлика 30-40 сантиметра коцка. Имаше така некој интересно име, ето сега го заборев, ама неговата задача беше како да произведете кислород на Марс. И го успеа. Буквално, машинчето направи доказ дека ние можеме. Сега нормално инженерите да направат поголема машина која ќе го направи тоа во поголеми количини. Ние добивме само неколку грама на кислород, тоест научниците, ама го пратија на Марс да каже од Марс, од што? Од Марсова атмосфера. Од што? Од јаглерод диоксид кој е многу редок на Марс. Ама знаеме дека можеме. За се клучен збор е енергија. Значи ви треба многу голема енергија, топлина која ќе направи да можете тој јаглерод диоксид да направите јаглерод и да имате кислород. Значи можеме. Значи тоа знаеме дека можеме. Ама не утре. Треба ви кажав многу години, може да децении, па може да дури векови. Вселена не е баш така гостољубива.
Не е екскурзија во секое време. Не е тешко се оди таму, скапо е и меѓутоа добро е кај човекот што има 8 милиарди, има доволно храбри и алтруистични кои знаат какав е влогот и дека вие тоа што го правите за вашите потомци, биле тоа директни или индиректни, значи и вашите деца исто ќе просперираат. Така нели луѓето што во Америка, што откриле Америка, што направиле целата, ние денеска сите имаме светот како што го имаме. Така нели, ама мора да се работи на тоа и јас сум од многу работи сум оптимистичен, можда нема тие раковите кои ги слушаме по интернет, можда нема да бидат, но сум сигурен дека ќе бидат. Што ќе заврши ова, како се вика, америчка администрација, мислам дека следнава ќе биде малце подобра, се надеваме и дека тие ќе направат малце можда повише пари, можда повише ќе се посветат на тоа. Најголем исто мора да се призна дека тој инженерски дел и научен не е баш така лесен, дека сепак е тоа нова територија. Можеме да ги спуштиме луѓе на Марс, меѓутоа не ни треба да ги спуштиме, треба да ги однесеме да работат, значи да направат хабитат, каде што утре може да отидат други луѓе, па трети, па да се направи некој као грача. Тоа се треба да кажав енергија, која се тоа ќе служи и нормално ќе добиеме нови знаења, па кога ќе освоиме месечина, тоа ќе тргнеме на Марс и тоа може да трае со децении, па и со векови. И што не е толку лошо, важно е да имаме, одиме на таму, сме решиле и тоа е добро. И кон крајот, кога веќе имаме и таа тема и некако го начнавме тој дел дека треба да се истражува, да се испитува, НАСА веќе тоа го прави на Марс, зашто ете и информациите, поточно новите докази за минатото на Марс или нешто кое што отвара нови прашања за животот. И кога се тие нови прашања или кога веќе се отвораат, некако се повеќе се зголемува вниманието на јавноста. Така и од последната информација, претпоставувам, Радан, стигна до тебе, за пронајдените мистериозни метални сфери од вселената на плажа во Австралија, кои што сега допрва ги испитуваат научниците, ама додека трае тоа испитување, нели, разноразни теории постојат. Вселенски топки и така натака, нешто кое што не се гледа секој ден, па затоа и се појавуваат и тие теории за 6 мистериозни сребрени топки за кои се верува дека би можеле да потекнуваат од вселената. Се уште нема конкретен одговор за тоа. Сакам да направиме една паралела како ова, така и овие информации кои што се даваат нели за или предпоставки што би можело. Знаеме дека на површина тешко дека ќе најдеме живот, барем не онако како што го знаеме, од проста причина затоа што тој нема речиси никаква атмосфера, има многу мала. Ама и силно зрачење има, така? Така да, зрачењето и најразочарувачко е нешто што најдовме, тоа се тие перфлорати се викаат соединенија на хлор, чисто за оние луѓе што не знаат што е перфлорат, со тоа чистите тоалетни шолји тие. Значи се што сакаш да убие, ако сакаш нешто да убиеш, хлор ви е исклучително добро средство, у комбинација со кислород, што го викаме ние насет, кислород, оние атомски кислород кој се ослободува во моментот. Истребува се. Се треби, така да меѓутоа ние се обидовме се на емисија Феникс да направиме едно малце подлабоко истражување на Марс, требаше да има еден пенетратор, се викаше, кој требаше како кртица требаше да влезе отприлike метар и 20 во земја. Меѓутоа без тоа беше навистина неуспешно, нешто се искомплицира и не успеа, мислам дека дојде само до 15 на 20 сантиметра. И таму би можела да биде некоја друга приказна. Сепак е тоа заштитено од радиација, може и некој тој бившиот живот на Марс, ако постоел, може да се уште обстои доле. Така да, од таа страна, тие топки што ги пронајдоа на Марс ги има и кај нас на Земја, но таму е малце поинаква атмосфера, нели ви кажав, и ветришта се поинакви, така да, углавно знаеме што се, не е никаква мистерија, геолозите тоа точно дека малце чудно да дојдеш на некоја си површина на Марс и да одеднаш гледаш како џамли, онака милијарда џамли околу тебе со разни големини. Меѓутоа, после тоа, мислам дека тврдија дека се некои си железни соединенија, кои се под разни влијанија на атмосфера, се така се обликува, дека такво нешто имаме и на некои си делови од нашата планета, не е ништо... А тоа значи дека имало потенцијален древен живот некој пат во...
на Марс? Многу веројатно. Многу веројатно, дури негде некој шпекулира дека кога се создавал, нели, температурата, кога се создавал сончев систем, дека Марс бил прв тој што бил течен свет, а не Земја, и дека течноста, тоест водата е есенција на нешто што ние можеме да кажеме, не постои живот на нашата планета која нема таа компонента вода. Значи мора да имаме вода за да можеме да размислуваме. И ние барајќи ја вода, бараме живот. Значи таму кај што затоа ние викаме Марс, затоа кажуваме Европа, затоа кажуваме Енцелад и такви работи, затоа што таму се светови, значи знаеме дека имаме вода под мраз, тие дела. И сега тама треба до таа вода се дојде, треба до тие океани, значи не е лесно ти 10-15 км мраз да го избушиш и да пуштиш сонда и да отплива во испод Европа. И тоа ќе го направиме можда не утре, ама живи били па видели за неколку стотини години, да. Да. Ти благодариме од срце. Искрепно како и секогаш и ета и уживање со тебе. И време да за разговорот и повеќе теми кои што оптимист, јас сум навистина оптимист дека тоа ќе се направи. Како и се во животот, се доаѓа, се јас постојано го кажам, ја живеам во светот многу подобар од она што сум замислувал дека ќе. Иако не изгледа така, имаме милион проблеми, нели, Украина. Ако доволно го анализираме, обсервираме, ќе сватиме дека е тоа така. Ово се што го живееме тука, со сите подобности, така е. Да, со сите подобности што ги имаме, комунитети. Оно што сум сонувал како дете, јас го имам денеска многу повеќе тоа. Така да сум оптимиста за наредни 30-40 мои години, можда и повеќе, и така. Браво. Да сме живи и здрави, да видиме што ни носи иднината и што е она кое што ќе се исполнат прогнозите кои ги имаме досега. Само кратко, дали има некој нешто следно што ќе се наблюдува на небото во престојниот период, летово, нешто што е... Јас би молила на граѓаните оваа година ќе бидат Персеиди, овие метеорски рој на 12 ноќ на 12 на 13 август, нека се испремат. Ти ќе бидеш во Шпанија тој период? Јас ќе бидам во Шпанија, на заценување на сонце. Ама ако може дојдете таму што? Да. Тоа е насам кој навистина во Европа не се случува за жал толку. Во Америка и Пацифик колку сакате ги има овие години, ке нас е најблиско што ќе ни дојде Шпанија, па ќе го дојде. До година Египет, па ќе видиме. Затоа, ама ете, граѓаните ако сакате да видите на метеорски дожд, ноќта на 12 и 13 август, избегајте од Скопје, земите си некои чебиња, кревечиња, столчиња, излезете после полноќ, немате пред полноќ и седнете и гледате, одберете си некој си темно место, не од град, не од двориште, од град, не дури ни периферија, да одидете што подалеку. Ние најчесто имаме јаболци. Па може ама како ние нарекуваме таму кај што се овие иглу, таму има неколку задни години буквално имаше стотици луѓе. Да обсервира, да, прекрасна е гледката. Па стварно, али обавезно мора да напомена, значи ако ќе ви кажа, да знам, од Скопје ќе излезете можда 35-40 степени, ќе излезете вака во сандалчиња, не го правите тоа. Не го правите тоа никако. Горе 1000 кусур метра, значи обавезно 2-3 слоја носите си во торба, јакни, блузи, ракавици, капи, затоа што сте мирни, метеори се гледат стационирано, че не се движите, значи треба буквално седите, да седнете вака една звезда далеко да гледате и само ќе гледате од време на време ќе почне. Да, тоа е традиција која што јас ја практикувам, така што ќе потсетиме дека на 12 се случува. Ти благодариме од секој аспект, се гледаме секако и во следната сезона. Поздрави за нашите гледачи, нека си имат убави овакви лето, нека уживат во него, нека го искористат да го видат Млечен пат исто тоа. Тоа може за родителите кои имат мали деца. Штом ќе се стемни, отиднете таму на кај Рудине, како го викаме ние тоа, не знам како се вика тоа, ама ние го нарекуваме Рудине, така да за нас е тоа Рудине. Таму кај тој ресторанот на кај Козјак, таму нели на кај Браната. Изнесе ги деца да го видат Млечен пат. Овој период се гледа најубаво. И со вашите мобилни телефони, некој стативче ако имате, оно што се сликаме нели за селфи стик, заглавите го некако на неколку секунди, сликате се со него. Знаете какви радости има да им направите на деца? Како не. Да се сликат, само треба да кој ме радост да му кажеш на дете да може да биде 10 или 20 секунди мирен и да не се движи и да не трепка позади него така и ми да го светлувате 10 секунди. Добар тест. Да, ние со пријател планираме
си купи оној lightsaber од Star Wars и планираме сега да ги викнеме граѓаните, дури може и бизнис да направиме со тоа. Ако сакаш да се сликаш, така да позади тебе да ми иде млечен пат и со некои светлосни ефекти да ви видиш. Зошто потоа си бил ти туристичка атракција во Скопје? Еве, имаш пример. Да. Само нека не пратат на нашиот сајт, има на нашиот Facebook пејдж има се, така да. Скопско астрономско друштво, секој дел, се надам дека го уживавте и неговото излегување денеска. Од септември рачунете повторно нови епизоди со Радо Митровиќ. И со нови информации.